Ако веќе сме во ситуација да бираме, иако јас ги гледав во Нью Джерси, гледав Deep Purple веќе не постојат, имат млад гитарист кој што нема никаква врска со оригиналниот Deep Purple, но во секој случај подобро нека дојдат и некои стари кршови, отколку да гледаме ова што ни се нуди по секоја цена, што стимулира на разврат и на идиотизам. Слушам колку и платиха на Цеца. Напред Цеца не е платил, Цеца си ги заработи тие пари. Никој не ги тераше луѓето. Да, никој не ги тераше луѓето да платат карти да одат на концерт на Цеца. Но проблем е кај нас има друг проблем. Ние нашите не знаеме да си ги ценим. Ево да ви кажам сега најпрост пример, малку можеби ќе звучи нарцисидно. Ние бевме први во Македонија што го наполнисме стадионот со 15.000 гледачи. Никој го нема спомна по тоа. Реплика? Имаме реплика? Не? Добро, еве, позициите се видоа, почитувани гледачи, сега е редот на вас да вие одлучите за кој од кандидатите ќе го дадете својот глас и воедно да добиете шанса да освоите уште 20.000 денари. Но најпрви гласот на народот сега. Дали се тоа движи до изумирање или ние да се сметаме за една светска метропола? Актуелни што ги донесла сега мислам Продиджи бе. Треба малце повеќе метал да носат. Рок што така нешто повеќе треба малце. Deep Purple ти е таква група? Да, ама треба уште многу. Ако се стари, ама класика се, многу се добри. Прави добра журка? Да, шема. Тие концерти што се одржуваат е добро за нашата држава. Па добро кога што почна да ги носат Simple Minds пред 2 години на таксира Stranglers, тие може не треба баш толку стари бендови Deep Purple ги донесува, ама ајде. Па, мислам доваѓаат стварно доста познати имиња, али не е тоа. И да видиме кој од нашите кандидати ќе се пресели во публиката, а кои 20 ќе продолжат да дебатираат на скриената тема. Режија ве молам резултатите. 34% Филип Петровски, 34% Бубокаров, Калина... А добро одеш. Знаете што морам нешто да кажам? Многу е досадно, само мажеви победуваат. Една жена нема победена. Ова е намерено. Тоа е идната тема што ќе третираме. Можеме ли ние како 20 кавалери, да? Ми го земам тоа. Ја не до тебе ке се. Ајде, сето до мене и Калина, да, не ме говорите да, повели Калина, сега ќе... Многу не. Да. Може да кажам нешто, Валентин, бидејќи вака они се од слична определба уметничка. Јас може да напуштам они 20 да продолжат, како ваѓа. Мислам да заминам, ова беше мала сега од моја страна, инаку многу ми беше кеф да седам до буба. Мислам да ги видиме кој ќе напушти, а кој ќе седи на кој столче. Режеве молам реклами. Сега треба да ја разјасниме ова. Калина Наумовска одлучи да не создава љубомора кај нашите 20 дебитанти кои што продолжија да учествуваат во и да ги бараат вашите гласови, како и гласовите овој пат од публиката, која со 20%, значи студентите од Европскиот универзитет, со 20% ќе учествуваат во создавањето на вечерашниот победник. Одиме ние на нашата скриена тема. Никаде во светот шопската салата не е како во Македонија, јаболкото како во ресен, грозјето како во тиквешијата. Значи, скриената тема за вечерва се однесува на околу половина милион